Почитувани присутни, почитувани медиуми, почитувани граѓани, ви го представувам Зоран Заев од 7.12.2016 година. Почитувани граѓани, во планот за живот во Македонија испланиравме нови 600 километри автопати. Покрај патиштата, комплетно ќе го обновиме и развиеме железничкиот сообраќај. Како што може да видите, нова мапа, планираме приградски патнички сообраќаи што ќе се состојат од 4 краци во и околу Скопје, со нова пруга од аеродромот Александар Велики до Скопје, Миладиновци. Освен тоа, ќе изградиме нови пруги на неколку патни правци, како што се Куманово Белјаковце, Белјаковце Куманово и Крива Паланка Деве Баир. Нашата намера е на секој граѓанин, без разлика дали живее во град или во село, да му се овозможи да има свој пристапен и сигурен пат, како и достапен, модерен, јавен превоз. Го видовте Зоран Заев и неговото ветување за првите 2 години откако ќе дошол на власт, поминаа повеќе од 2 години. Вели во првите 2 години комплетно ќе ги обновил и развил железничкиот сообраќај, како што може да видите на оваа мапа, планираме градски и приградски сообраќај, како што вели, па ветува пруги, линии, возови, транспорт до секое село. И исто како со 600 километри автопати, така поминува и ова ветување. Поминаа повеќе од 2 години владење на Зоран Заев, а железничкиот сообраќај во државата за жал е во тотален колапс. Железничкиот сообраќај, почитувани, е небезбеден. Наместо ветените посигурен и побрз железнички транспорт, за жал зголемен е бројот на железнички несреќи. Се почести се незгодите на патните премини, се почести се исклизувањата на локомотивите и на вагоните од пругите. Вчера се случи една од најголемите досега железнички несреќи во нашата земја, во која за голема среќа немаше жртви, но се предизвика огромна материјална штета. Се поставува прашањето што ако наместо товарен се работеше за патнички воз, полн со патници, колкава ли ќе беше трагедијата? Но дали и некој ќе преземеше одговорност? Дали ќе преземеше одговорноста за цунамите во железничкиот сектор во Република Македонија? Причините за катастрофалната состојба на железницата во Македонија лежат исклучиво во целосната незаинтересираност на владата за овој многу важен сектор за економијата. Нема никакви нови проекти, нема никакви инвестиции и вложувања, нема инвестиции во одржувањата и во ремонтот на пругите, ниту на возовите. Имаме министер за транспорт и врски, за кој што гледаме дека предизвикот во овој сектор му е преголем залак. Секојдневно се намалува расположливоста на локомотивите и на патничките возови, а со тоа се доведува во прашање и безбедноста на железничкиот сообраќај. За само 2 години преполовен е бројот на исправни возови и на локомотиви. Во овој момент целиот патнички железнички сообраќај го вршат новите возови кои што беа набавени од страна на ВМРО ДПМНЕ. Застоите во товарниот железнички сообраќај пак се сериозен проблем за тековното работење на компаниите корисници на железничките услуги, што негативно се одразува на економијата во целост. А негативно се одразува и на работењето на двете железнички предпријатија, МЖ Транспорт АД и ЈП МЖ Инфраструктура, кои што нижат милионски загуби. А тука е и ФШВ Колска Велес, на чии што вработени им се должат дури 5 плати. Очигледно оваа влада, начело со Зоран Заев и со министерот Горан Сугаревски, ниту има капацитет, ниту волја да се справат со проблемите во железничкиот систем. Негрижата создава непоправливи штети и го загрозува безбедното одвивање на железничкиот сообраќај. Македонија никогаш не била во полоша состојба во делот на железничкиот транспорт и ова уништување мора што поскоро да запре и ќе запре само со промена на власта. Наместо да парадираат помеѓу вагони и локомотиви, Зоран Заев, Андјушев, Сугаревски, треба што поскоро да си заминат за добро на железничкиот сообраќај, за добро на економијата, за добро на Македонија. Ви благодарам.